На денешен ден, 15 мај. Илјада 536 година. Англискиот суд ја прогласи за виновна Ана Болен, втората жена на кралот Хенри VIII, за прељуба и инцест со неговиот брат лордот Росфор. 2 дена подоцна надбискупот Кренмер констатира дека бракот, склучен во 1533 година, е неважечки. Поради тоа Хенри VIII ја раскина врската со католичката црква бидејќи папата се спротистави на бракот, а прељубовницата набрзо беше погубена, пошто Хенри VIII сожени уште 4 пати затоа што немаше машко дете. 1797 година. Трупите на францускиот генерал Наполеон Бонапарта, кој во Италија ја предводеше 2-годишната успешна воена кампања против Австрија, влегоа во Милано. 1859 година. Во Париз е роден Пиер Кюри, француски физичар и хемичар кој го откри пиезоелектрицитетот на кристалот, а со својата сопруга Марија Склодовска-Кюри ги откри радиоактивните елементи платониум и радиумот. Умре во 1906 година. 1886 година. Умре американската писателка Емили Диксон, која додека живееше беше потполно анонимна, бидејќи до смртта објави само 5 песни. Незините повеќе од 1000 песни се откриени по незината смрт и постхумно се објавени во 6 томови. 1909 година. Роден е англискиот филмски и театарски актер Джеймс Мейсон. Негови најпознати филмови се Бегалец, Човекот во сиво, Звездата е родена, Јулиј Цезар, Лолита, Север-северозапад, Лордот Джим, Галеб и Убиство по нарачка. 1943 година. Во Москва на иницијатива на Сталин е донесена одлука за распуштање на комунистичката интернационала Комитерната, со што е формално признато правото на самостојно решавање на секоја комунистичка партија. 1955 година. Во Виена е потпишан австрискиот државен договор со кој Советскиот сојуз, Соединетите американски држави, Велика Британија и Франција ја обновија независноста на Австрија во границите од 1 јануари 1938 година, со што заврши 10-годишната сојузничка окупација на таа земја, која во Втората светска војна беше дел од Третиот рајх и чие население во огромно мнозинство го подржуваше нацизмот и присоединувањето кон Германија. Договорот содржеше низа заштитни одредби за националното малцинство во Австрија, на кој Виена не секогаш доследно се придржуваше, а обврската за вечна неутралност на Австрија се покажа како релативна категорија. 1963 година. Од Кейп Канаверал во Соединетите американски држави е лансиран вештачкиот сателит Фејт 7, со кого космонаутот Гордан Купер ја заобиколи земјата 22 пати. Купер е 4-тиот американски, а 8-ми светски космонаут кој изврши орбитален лет околу земјата. 1974 година. Во Белград конституирано е првото делегатско собрание на СФРЈ Југославија, на кое председател стана Киро Глигоров. 1987 година. Умре американската филмска актерка Рита Хејворд, холивудски секс символ во 40-тите години на 20-тиот век. Незини најпознати филмови се Само ангелите имаат крилја, Гилда, Дамата под сомнение, Никогаш нема да се збогатиш, Дамата од Шангај и Одвоени маси. 1991 година. Председателот Франсуа Митеран соопшти дека по оставката на премиерот Мишел Рокар мандатот за состав на владата и го доверил на Едит Кресон, која следниот ден како прва жена во историјата на Франција ја презеде должноста премиер. 1992 година. Во Перт, Австралија, отворен е првиот македонски информативен центар надвор од границите на Република Македонија. 2006 година. Соединетите американски држави ги обновија целосно дипломатските односи со Либија.